Почнуваме со топ тема. Последната вест е дека Сенатот на САД го ратификуваше протоколот за членство на Македонија во НАТО. Очекувањата се дека протоколот наскоро ќе биде ратификуван од сите 29 држави членки, но неизвестно е дали шпанскиот парламент ќе успее да го ратификува со оглед дека изборите во оваа земја ќе се закажани веќе за 10 ноември, а доколку се помине како што треба, новиот состав на парламентот би се конституирал на 3 декември. Токму за 3 и 4 декември е закажан и самитот на Алијансата во Лондон. Со мене во студиото се двајца луѓе кои што имаат директно врска со подготовките на земјава за НАТО. Тој е националниот координатор за подготовка на земјава во Алијансата, Дана Талевски. Добро вечер за вас. Добро вечер. Илија Димовски, кој пак е шеф на делегацијата на парламентарното собрание на НАТО. И оваа вест се случи непосредно пред емисијата. Добро вечер. Прашањето е она што се наметнува како дилема да го објасните, бидејќи очигледно не може Шпанија да стигне со ратификацијата на протоколот. Што е постапката по тоа, затоа што на 3 и на 4 е Лондон, а тие се конституираат на 3. Дали автоматски по тоа со ратификацијата Македонија станува членка на НАТО? Вака, прво, да ве поправам вашето изразување, не е точно дека е неизвестно дека шпанскиот парламент ќе го ратификува протоколот. Неизвестно е дали воопшто на самитот во Лондон не може да се стаса. Тоа сакам да кажам дека како процедура не се поврзани. Денеска со огромно мнозинство Американскиот сенат ја заврши постапката за ратификација на протоколот на членство 91 наспроти 2. И тие два што се против се принципиелно против проширувањето на НАТО и за претходни земји членки исто гласале против. Ја повикувам медиумите да ја видите изјавите на сенаторот Џејмс Риш, кој што го бранеше предлогот, неговите формулации кои ги употреби за успехот на државата, за историското важење за визијата и за храброста на премиерот Заев и на премиерот Ципрас да се склучи Преспанскиот договор, кој што е темел на и модел за подобрување на односите помеѓу соседите во регионот и кој што ја овозможи нашата држава полноправно членство во НАТО, која е постапка која е при самти крај. Остануваат уште неколку земји да ја завршат ратификацијата и тоа не е врзано со самитот во Лондон. Самитот во Лондон е да се одбележи 70 години од основањето на НАТО, таму ќе бидат сите земји членки на НАТО и ние, како следна полноправна членка. Кога ќе заврши постапката во останатите, тие се Холандија, Исланд, Франција и Шпанија, зависи од внатрешната административна, би рекол, динамика, кога ќе има политички услови за тоа. Политичките услови во Шпанија се да завршат изборите, да се конституира новото собрание, закажана е првата конститутивна седница за 3 декември и после прашање на време кога ќе ратификуваат. Може да се смета дека е речиси 100% сигурно дека ние сме следната 30-та земја членка на НАТО. Моментот кога ќе се апсолвира тоа, кога ќе го добиеме полноправното членство, е помало прашање. Целата постапка ќе заврши со ратификација на Вашингтонскиот договор во нашето собрание и очекувам таа одлука да ја донесе собранието едногласно, бидејќи не постои ниту една политичка партија, ниту еден пратеник во нашето собрание кој се спротивставува на таа идеја, сите 100% ја поддржуваат. Мислам дека е прашање само на време. Сигурно нема да биде тоа пред собирот на лидери на НАТО земји членки во Лондон, но ќе биде во догледно време после тоа. Со оглед на тоа што сте шеф на делегацијата на парламентарното собрание, господин Талевски верува во едногласност и поддршка од страна на парламентот кога веќе тоа се ќе заврши, меѓутоа временски што би можеле да очекуваме со оглед на процедурата која ќе се чека во шпанскиот парламент. Јас не верувам дека тие веднаш на агендата нас ќе не ставаат и дека нас ќе не мислат. Чисто како увертира да објаснам, значи не може да станеме членка пред шпанскиот парламент да ратификува, кој што ќе биде последен заради нивни внатрешни состојби. Сите убедувања кои што на парламентарно ниво ги добиваме се дека нема политички проблем во тој контекст, но да почекаме. Шпанија е во комплицирана внатрешна состојба заради односите со нивната покрајна Каталонија и да се надеваме дека тоа нема да ги комплицира постапките. Инаку Исланд и Франција се при крај, ние имавме средби на парламентарно ниво пред неколку денови со делегациите во НАТО и од Исланд и од Франција и добивме убедување дека во текот на овие неколку недели ќе се заврши постапката и во
Исланд и во Франција. За 2 недели имаме гостин подпредседател на францускиот сенат тука во Македонија, веројатно во тие рамки временски ќе ги дочекаме ратификациите за членството на Република Македонија во НАТО. Од друг аспект нема дилеми. Јас многу пати сум одговарал на прашањето. Содржината на Преспанскиот договор е катастрофална по однос на македонските национални и државни интереси од аспект на зачувување на идентитет и сето она што представува македонска карактеристика на оваа држава и на овој народ, но целта која што треба да биде постигната со членство во НАТО и евентуално некогаш членство во Европската унија секако е став на сите политички партии во Република Македонија. Јас сум горд што мојата партија е првата која што се залагаше за членство во НАТО и во Европската унија, дури кога другите политички партии се занимаваа со спасување на некои стари главниот предуслов секако беше решавањето на спорот за името. Системи. Да не се враќаме на дебатата само за името, меѓутоа кога станува збор за стабилноста и безбедноста на регионот и Европската унија, онаа реченица што беше во главата денеска на соопштението од германската амбасада упатуваше на тоа дека ни е неопходна на некој начин таа интеграција, затоа што стабилноста и безбедноста на Европската унија исто така зависи од стабилноста и безбедноста на Балканот. Меѓу другото, таа во соопштението рече дека од заеднички европски интерес е да се интегрираат државите од Западен Балкан во Европската унија. Тоа е најдобриот предуслов да се унапредат реформите за развој на државата, но и најдобар предуслов за благосостојба, стабилност и безбедност внатре во Европа. Може ли да стравуваме од некаква дестабилизација по ова што се случи во Брисел, кога можеби сурово звучи зборот, меѓу дестабилизација и политичка криза, и втурнување можеби на земјата во една депресија или евроскептицизам, со оглед на тоа па што имаме и избори и сето тоа да ги поремети состојбите овде, а и во Албанија. Со одлуката која што е неправедна, нефер и самите лидери на Европската унија ја окарактеризира како историска грешка, нас ни е направена голема неправда. И тоа е факт. Не може да има тоа добри последици по нас, но дел од лошите последици ние ќе успееме да ги пребродиме токму заради полноправното членство од НАТО, кое го донесе Преспанскиот договор. Преспанскиот договор е најдоброто нешто што можеше да го постигне оваа држава со Република Грција, имајќи во предвид контекстот и условите во кои се зафативме да преговараме. Во една ситуација на слаба влада, слаба ситуација на државата, раскарана со сите соседи, окарактеризирана како заробена држава, излегувајќи од еден авторитарен режим, кој што успеа да ги комплетно да ги разруши сите безбедносни институции и да ги стави под контрола на неколку луѓе за политичка инструментализација. Значи, при такви едни услови, за 2 години, вие да направите таков квалитетен исчекор, да добивате квалификација од страна на европските лидери дека сте пример кој што треба другите да го следат, да успеете да го запишете македонскиот јазик, македонско државјанство, да ја комплетирате личната карта во Обединети нации, да без никакви идентитетски импликации, туку апсолутно затворајќи го тоа прашање, и да не заборавиме дека главен предуслов на Преспанскиот за полноправно членство во НАТО... Да, ми го сменивте прашањето. Прашањето беше во однос на стабилноста, а Преспанскиот договор... Тоа сакам да кажам дека членството во НАТО ни помага ние да ја зајакниме нашата стабилност и безбедност и во не само нашата домашна како држава, туку и во рамки на регионот да имаме шанси да бидеме еден од темелите на безбедносната инфраструктура. Немате стравување дека ова што се случи со Унијата ќе се рефлектира и со Унијата има друго, има создава, се треба да дефинираме која и каква е таа криза. Факт е дека тоа е ова што се случи е проблем внатрешен на Европската унија. Ние видовме, ги знаеме сите изјави дека тоа Европската унија не успеа да донесе одлука не по наша вина. Вината е кај нив. Ние ги спорачавме сите работи кои што беа барани од нас. Се решија споровите со соседите, имаме исполнување на реформите кои што ги бараја. Сега последиците кои се, бидејќи ова не е одлука
односно не одлуката за неотворање преговори со нас и со Албанија, не ја менува политиката на Европска унија кон проширувањето и стратешките цели и визии кои што ги прочитавте во сообщението од германската амбасада. Но факт е дека понатаму треба Европската унија да ја апсолвира внатрешната дискусија, која ја истакнува како потреба Франција, за да се подобри методологијата на проширување, процесот на проширување и ние да можеме со подеднакво силни чекори како и досега да продолжиме по патот на европска интеграција. Со други зборови, ние сме упатени сега да го задржиме нивото на реформи, да ја донесеме Европа тука, да продолжиме да аспирираме кон европските вредности, кон функционирањето, кон донесување на подобар економски и социоекономски развој и да им оставиме време на Европската унија да се консолидираат внатре. Оти несогласувањето и неиспораката на нивните ветувања доаѓа од нивната внатрешна ситуација. Меѓутоа, за разлика од вас, читајќи го вашиот напис деновиве, објавен на Facebook, вие велите барањето за реформи на Унијата е старо повеќе од оваа влада. Расположението за нови членки е најниско од било кога до сега. Оваа влада мораше да го има тоа во сите калкулации пред да донесе крупни одлуки. Назначувате дека промената на името не значило дозвола на странците за криминал, рекет, уцени и слично, и на некој начин со ова ја предупредувате влада дека требало повеќе да знае пред да направи договор како што направи. Видете, значи, прво, тезата дека ние блескаме и дека ние све сме средиле и дека сме ги исполниле сите услови, а таму некаде да оставиме, како што каже господин Талевски, да оставиме Брисел да се среди, пошто они не се на нашето ниво на среденост на стандарди, па они да се освестат дека сгрешиле, заради тоа што ние све добро сме направили и сме ги исполниле сите услови, апсолутно нелогична. Таа може да има маркетиншки ефект во рамките на Социјалдемократскиот сојуз и нивните најтврди соработници. Да кажете во Република Македонија денеска дека све сте средиле, во ситуација кога имате најкрупен скандал поврзан во кој што се вклучени високи владини функционери, суди, јавни обвинители, медиумски звезди и така натака, и да се чудите зошто ви кажуваат странските представници дека доколку не го разрешите случајот тој во кој што е поврзан највисокиот врв од владата на Република Македонија, ќе имате проблем, што неколку амбасади го соопштија како став неколку недели пред донесување на одлуката, и да се правите наудрен и на крај да испаѓате дека сте жртва и дека ви изневериле, ви излажале. Нема изневерување и излажување во меѓународните односи. Во меѓународните односи има правила. Има и тоа меѓународната политика е посурова од домашната политика, колку и ние да се чудиме во тоа. Вие да кажеше Франција дека ќе не блокира, ама барем да кажеше пред Преспанскиот договор, е признание од премиерот дека тежината на Преспанскиот договор не е таква каква што сака да ја представи. Значи ние сме направиле нешто вонредно многу, ама сме се надевале дека Франција нема да блокира. Да ни кажала Франција дека ќе блокира, немало да го направиме Преспанскиот договор, што значи Преспанскиот договор не е добар. И сега ве молам, ви слуша внимателно. Не. Ви слуша внимателно. Се разбира. Добро, сега, инсистирам на реплики за да нема монолози. Само во ред, само што во ситуација кога сите странски државници ви велат донесете закон за јавно обвинителство. Зошто не е донесен само закон? Само малце да се докажам, господине Данеталевски. Не, добро сега. Еве да се докажам, да се докажам без нервоз. нервоз. Ваш интерес личен да не биде донесен тој закон за да се докажам, господине Данеталевски. Да се докажам. Дали е ваш личен интерес еден од предметите, дали вие сте господине Данеталевски, вие сте доаѓале во штабот на ВМРО ДПМН да молите вашиот татко да стане судија, ве молам. Преговарате с вакви шпекулации, вакви да го држиме нивото. Немојте на тоа ниво. Немојте тоа ниво. Татко ми за твоја информација те молам никогаш повеќе в уста да не го ставаш. Не, ве молам сега да не го спуштаме нивото на дискусијата. Ова е надвор, но дека вие сте разговарале. Ова е надвор. Ве молам за ниво на оваа дискусија. Ве молам без лични пресметки. Значи ве молам без лични пресметки. Да спомнуваме родители кои што се починати. Без лични пресметки. Ова е надвор од секоја пристојност. Те молам сега да ми се извиниш за ова и да ми ветиш дека никогаш повеќе нема да го спомниш мојот починат татко. Ве молам без лични пресметки. Добро да остави. Каква е оваа дискусија? Во ред, значи не сум знаел дека таткото ти е починат. Се извинувам пауза за за реклами и продолжуваме со дебатата.
Продолжуваме со дебатата и предупредувам без лични пресметки. Овде сме за одговориме на прашањата кои навистина се наметнуваат на јавноста. Од една страна и македонскиот народ што по тоа, што по ова се прашува, ама од друга страна интересно е што и самата Унија нема одговор на тоа што со нас понатаму. Затоа што ако Макрон остане на тоа што навистина во својата изјава некако во два наврата го кажа како да нема надеж за проширување, дали ќе останеме гетоизиране на некој начин со една Србија и Црна Гора заглавени со преговорите и со отварањето на поглавијата, или има некаков надеж за земја? Прво, по фалбите кои ги добиваме, не е дека ние сами се фалиме, тоа се изјави на европските лидери, различни представници на земји членки на Европската унија, на европските институции, тие не користат и кажуваат како блескав пример, вклучително и председателот Макрон во април ова година заедно со канцеларката Меркел, кога имаше самит на шефови на држави на влади на Западен Балкан заедно со Германија и со Франција, кажа дека е историски успех, дипломатски успех, успех на Европа, решавањето на спорот помеѓу Македонија и Грција и постигнувањето на Преспанскиот договор. Следствено на тоа, очекувањата беа дека заедно со исполнетите реформи, нашата страна се што требаше да биде испорачено. Ова вие што викате Европската унија. Ние знаеме и сите дадоја изјави дека 27 земји членки биле за отворање на преговори со нас. Една земја членка има резерви, не заради нас. Председателот Макрон, кога излезе на пресконференцијата, кажа дека има потреба за промена на методологијата и на процесот на проширување. Франција е наш голем пријател, имаме одлични односи, многу го помагала нашиот демократски развој, евроатлантските интеграции и неспорно е дека така ќе биде виднина. Нама ова што викате, Унијата има дилема внатрешна. Политиката на проширување е се уште активна и постоечка. Агендата донесена во Солун, што така наречена Тесалоники аџенда, која што дава перспектива на Западниот Балкан дека ќе има еден ден полноправно членство сите земји од Западниот Балкан е се уште активна. И таа е постоечка. Има една земја членка, Франција, која што вика дека ова треба да го размислиме и да го направиме, која што се уште да не нуди ништо конкретно во однос на тоа. Ама тоа затоа викав, тоа е нивна внатрешна дискусија. Ние само да завршим. Како може ние да влијаеме на тоа? Многу ограничено. Еве сега има иницијатива од италијанскиот премиер. Вчера беше јавно објавено, видов дека имало настап, така е со италијанскиот амбасадор. Премиерот Заев ќе оди на средба со Конте, има обиди. Ние не гаиме некои надежи дека нешто може за брзо да се смени, но ќе ги охрабруваме сите наши пријатели, сите наши партнери да продолжи активната дискусија во Европската унија, почнувајќи со Франција. Со нив треба најмногу да се работи, бидејќи заедништвото кое што ни е потребно за безбедноста, стабилноста и просперитетот на Европа. Ние сме дел од Европа, треба да се спремиме кон демократски, треба да се останеме на вистинскиот пат, да ги градиме европските вредности, демократијата да ја развиваме, да им обезбедиме на граѓаните услови за економски и социјален прогрес и со тек на време прашање е кога ќе станеме полноправна членка и на Европската унија како што сега добиваме Значи не станува збор за една држава, туку станува збор за три држави. Тоа го имаше во изјавата на канцеларката Меркел и беа спомнати точно државите, значи Франција, Холандија и Шпанија, кои што се спротивставиле на понатамошните чекори. Така да не вперуваме прст во една држава, да видиме дека тоа е концептуален проблем внатре во Европската унија. Да ја завршам мислата од претходно. Значи, едно од клучните барања беше да се донесе закон за јавно обвинителство. Не се донесе закон за јавно обвинителство заради тоа што владата помисли дека преку трупа со толкување на друг закон и со непостоечко или фалсификувано писмо од Катица Јанева може да направи постапки такви какви што направи со трансфер на предметите и наградата. Освен Холандија никој не го спомна законот за обвинителството. Имаше најмалку уште две амбасади кои што реагираа на тоа. Така да, знаете, кога се обидувате нешто преку трупа да надитрите и да надмудрите, може да ви помине на домашна сцена, но нема да ви помине незабележано кај странските представници во Република Македонија, заради тоа што тие со внимание ги следат сите состојби. Наместо да се сконцентрира владата на постигнување на консензус, онака како што беше побарано од неколку
битни европски држави, поврзано со законот за јавно обвинителство, тие се сконцентрираа на убедување на јавниот обвинител Јовевски да си го смени ставот, дали смее или не смее да ги прифати предмети. Макрон тоа воопшто не го спомена како причина. Видете, на овој самит, ако И не доминираше тоа прашање. Ако Македонија имаше чисто досие, посебно околу овие две точки, законот за јавно обвинителство и аферата Рекет, тогаш шансите ќе беа поголеми. Јас не велам дека ќе успеевме, но ќе беа многу поголеми. Ама ако Франција решила да нема проширување, како ги успеевме? Од друг аспект, прашањето дали Франција се залага за реформи на концептот за проширување и за реформи на целокупна Европска унија, на структурата на Европска унија, не е ново. Ние тоа го знаеме неколку години и тоа станува се погласно и погласно. Постојат во владата документи кои што се стигнати таму, кои што укажуваат на тие планови на Франција и предлози уште од пред една година. Тоа сигурно господин Талевски. Само да се сметате дека што требало тие да направат за да го знае. Така да нашето влетување со крупни политички одлуки, знаејќи ги фактите дека процесот во Европската унија оди поинаку сега, отколку што одел за Хрватска, за Унгарија, за Австрија, е многу незрел. Имаше еден од поискусните што оваа реченица ќе заврши. Повикуваше на промена на името за влез во ЕУ, Значи, кога двајца комшии во една зграда се караат, сите други ќе сакаат да се смират по било која цена за било кој. Само да докажам оваа мисла и ќе еден од поискусните претеници во собрание, кој што не гласаше првиот пат, па вториот пат гласаше, небитно, имаше една дискусија за време на уставните измени во собрание и велеше: луѓе, ставете заштитни механизми. Немојте целиот договор да стапува на сила веднаш. Внатрешната употреба на името да стапи дента кога ќе станеме членка на Европската унија. Се тоа постепено да оди поврзано, како се исполнуваат обврските спрема нас, така и ние да ги, само ве молам, да ги исполнуваме обврските. Ние можеме да молам Лупевска ве молам, да го замолите да ја може нешто да кажеме и другата страна. Овдека се покажува катастрофалната слабост и несериозност на македонската дипломатија, која што мислеше дека се убави насмевки, значи Грција доби се што сакаше да добие, ние ќе се освајаме. Ако вака терате и во политиката, не знам до кај ќе стигнеме до избори. Искрено ви кажувам. Изнесуваат од страна на господинот Димовски многу фалсификации, невистини, шпекулации. Ајде на да ги продискутирам. Прво. Зборуваш за некаков документ и предлог за промена на методологијата и процесот на проширување. И функционирање. Такво нешто не постои. Не постои ни кај нас во влада, не постои ни кај ниту една земја членка. Доправа тоа ќе се развива. Сега првпат е изнесено како идеја. Постои. Сега ти велиш постои, не постои. Секако да прибавете ни го. Не постои такво нешто, сега првпат изнесено од страна на Франција како потреба да се менува. Во самата Европска комисија луѓето не се информирани и уште не знаат што значи тоа. Но да го оставиме тоа на страна. Според извештајот на Европската комисија, во јуни 2018 година ни беше речено да завршете 4 области, реформи во 4 области: владење на право, борба против корупција, безбедносни реформи, реформа на јавна администрација. Во јуни 2019 година го добивате ја добивате одлуката. Кога ви го рекоа тоа? Не го рекоа нас, запишано во одлуката на Советот, на Европскиот совет во јуни 2018 година. Извештајот на Европска унија од оваа година кажува дека сите реформи се завршени. Законот за СЕО никогаш не беше дел од европскиот извештај. Точно е дека една земја членка го бараше, точно е дека се направивме во диалог со вас да биде донесен. Тој закон, ама проблем е кога имате таму случаи кои директно ги тангираат луѓето кои се во преговорите за тој закон и за спроведувањето на тој закон, да го донесете така, а воедно да бидат зачувани интегритетот и континуитетот на судските процеси. Тоа е обезбедено, Илија. И тие процеси ќе бидат завршени. И ќе има пресуди. Никој нема да биде заглавен, сем тие кои што ќе бидат најдени дека се виновни за сите истраги кои СЕО ги води. Јас те слушав многу внимателно, те молам да слушај. Друга работа е случајот со Катица Јанева. Со Катица Јанева и со Боре Јовановски кој се расчистува. Во ваше време, во времето кога Груевски беше премиер, беше мисловна именка.
да биде побарана кривична, да се води постапка кривична против осомнечени луѓе кои се сметаат дека се блиски обвинители, како на пример Катица Јаневи, Боријан Јовановски, ама дозволи сега да завршам, ова беше незамисливо. Зборуваш за годините и сега ситуацијата во која што сме објаснаваме. Една работа и на двајца ви кажам. Значи вие одите од тема на тема, скокате од мисла на мисла. Не скокаме од тема на тема, во реплицирам. Дозволете само да се завршим сега. Дозволете, имаше тој своите 5 минути ги користи лошо за ширење на лаги и манипулации, али во ред, те молам да. Значи да завршим. Тој случај кој што го спомнувате. Да, правиме малце повеќе диалог. Сигурно не е интересно за гледачите. Најинтересно кога се влетувате, меѓутоа тогаш не се дослушуваме. Во ред. Значи, тој случај покажува дека институциите наши функционираат, дека има стварно вистинска посветеност кон демократски вредности и дека никој не е над владењето на правото. Не е така. Јас се согласувам со вас дека сега околностите, дека апетитот за проширување на Европската унија е намален. И тие се околности кои се лоши за нас. Сега друго е прашањето, зошто сме ние во ваква ситуација? Кој изгуби 10 години на македонскиот народ, на оваа држава и на сите граѓани на оваа држава? Ако се решеше спорот со името 2008-2009, па ние бевме прва земја од Западен Балкан кој ќе доби кандидатски статус за членство во Европската унија во 2005 година. Груевски дојде во 2006 година и само вербално вие и реторички бевте за ЕУ и за НАТО, ништо не направивте да направиме исчекор. Не помина Хрватска, не помина Србија и Црна Гора и останавме ние на опашката со Албанија. Ако не го фатевме овој последен воз, ќе останевме во уште полоша група со која ме разбирате, значи тоа време кое што е поминато и кое што е изгубено, ние не можеме да го вратиме. Во дадените околности се трудиме да направиме се што е најдобро. Да се договориме барем по 2 минути да ви траат овие. Значи, ајде јас ќе се обидам кратко за сите овие ваши експликации, за факти да зборам. Прво, влада која што ја доби првата позитивна препорака беше владата на ВМРО ДПМН. Тука сме начисто 2009 година. И додека беше ВМРО ДПМН на власт, секоја година добиваше позитивен извештај. Толку околу каква држава сме биле и така. Немало да извештај за заробена држава. Сега збориме за факти. Сега јас нема да ставам кукули, само ќе ставам факти. Околу таа тема толку. Околу темата се случиот рекет. 15 секунди. Значи исказите што ги гледавме од сведоците по медиуми беа посочени повеќе министри од владата. Нема ништо од тоа опфатено. Целата насока е да сватиме дека Бојан Јовановски е најкрупната фигура во Република Македонија. Не е точно. Без поддршка политичка тој не можел да го прави тоа. И тоа го Тоа се ваши констатации, ваши мислења. Обвинителството независно, непристрапно, професионално си ја води истрагата. Сега вие давате политички квалификации за акт кој што професионално си ја води истрагата. Меѓутоа факт е дека и политичари не може да даде други квалификации. Вие имате ваши мислења, јас имам мои мислења, ќе судат граѓаните дана, нити ја тебе, нити ти мене. Не, Елија, тука е проблемот. За тој случај ќе си работи обвинителството, ќе суди судот. И во март месец, тотално небитно, јас и ти, Лупевска, граѓаните што ќе кажат. Добро, ама дозволете му да го каже своето политичко мислење. Во март месец добиле пријава, првите активности ги направија после годишните одмори на крајот август. Па и се случаите се почнати пред 2 години, се уште си терат, еден ден ќе биде завршено. Само ајде да докаже на 3.4 имате забелешки. Факти, јас пак ќе речам нема да кукулам. И нема да ја прифатам тезата дека ние сме средена држава. Јас не знам дали има еден граѓанин надвор од зградата на владата кој што мисли дека сме средена држава, било во делот на правосудството, било во делот на функционирање на администрација. Во извештајот на Европската унија ви ги критикуваат посебно овие две области. Вие што правите? Правите реконструкција на влада, тие двајца министри ги оставате. Тоа се забележува, се нотира, гледаат луѓето дека не прифаќате пораки кои што ви ги праќаат. Значи, мора да констатирам дека залетаноста која што ја покажа македонската дипломатија во последните 2-3 години е на нездрави основи. Проценката не е направена точно, заради тоа што цената која што ја плаќаме и она што ќе го добиеме за возврат не е тоа. Да, меѓутоа Димовски ние се откажавме од македонски идентитет. Да, меѓутоа Димовски факт е дека без промена на името тешко дека ќе влеземе во овие. Да, меѓутоа без промена на името како ќе влеземе во овие процеси. Вие не нудевте решение. Како без промена на името воопшто ќе влеземе во овие процеси. Како вие како шеф на делегацијата на НАТО ќе разговаравте сега за ратификација на договорот?
Вие одите до крајност. Таа е На едната протокол. крајност. Јас дозволете ми да отидам до другата Да, крајност. меѓутоа реалноста... Ама не ни Ама ајде, малце ќе се обидам да иронизирам за да ме разберете. Не, видете, како политичар Дозволете можете ми. да давате секакви Дозволете сугестии. ми, Жан, ми Меѓутоа сакам поставивте да прашање. зборуваме со факти. Фактот е дека без влегувањето на процесот на завршување на проблемите со соседите, вие како шеф на делегација на парламентарно собрание на НАТО ќе немавте можност да разговарате како што сега убаво кажавте каква е согласноста на сите немало земји. досега, дали ќе се согласите двајцата, пошто очигледно денеска се Не, дебата само со ве прашувам за двајцата. факт сега. Дали ќе се согласите дека сите влади досега и на ВМРО ДПМН и на СДСМ преговарале за името? Да. Да, ама дали не ќе се ја враќате согласите? темата на името дали ќе така, се како согласите? содржина. Еве сега ќе ви објаснам. Дали ќе се согласите дека сите претседатели на државата досега преговарале исто така? Да, дали биле предложени од ВМРО или од СДСМ, не бит. Што е разлика? Оваа влада се откажа од националните позиции кои што ги градеа сите претходни влади и сите претходни претседатели без разлика од која партија доаѓа, и од ВМРО и од СДС. Што беа тие? Не чепкање на македонскиот идентитет, што е дел од Преспанскиот договор за жал, и второ, неприфаќање воопшто за разговор за промена на името за внатрешна употреба. Да, мислите да... Тоа беа национални позиции Ќе оставам градени на господинот и Алевски од да Глигора, реплицира. Значи, и од Трајковски, Ајде, и од Црвенковски, Не, и не, од добро. Иванов. Добро, Тука ми се поставуваат од многу Бучковски, поделени и за од кои што Груевски. подосека- Посебно од Груевски. Да. Заврши Груевски, Господине, многу важни работи за Ама оваа вие оптеретувајте држава, се со затоа Само ве Груевска, молам да гледате не се во враќаме на вашиот прашањето на името во двор. овој контекст. Реалноста е дека вие немаше да разговарате за ратификација на Овие- протоколот ако не беше Значи, речено името. господинот Димовски како шеф на делегацијата, сега уште во овој парламентарен состав, ќе се дочека да представува, да учествува во парламентарното собрание на НАТО како полноправна земја членка. И за тоа треба да и се заблагодари на владата и на Преспанскиот договор и да го поддржува. Со тој договор е потврден и затворено прашањето за македонскиот, за посебноста, идентитетската посебност на македонскиот народ, за Да, не, јазикот тука и за имаме се. различно мислење, да не Во ред. навлегуваме, не сакам да влегувам во... Меѓутоа, господине, Секој е, само ова да кажам, дека секој е окей, ако луѓето да си имат различни мислења, но мора да сватиме дека затворањето на прашањето со Грција ни овозможува нас квалитетно да одиме напред. Да одиме во НАТО, ние немаше да бидеме ни точка на дневен ред на одлуката на Европскиот совет, ако го немавме затворено прашањето со Грција. Немаше да бидеме ни на агенда. Немаше да година бидеме сме, ваква да, ситуација. немојте вака се. Значи, Немојте без со пароли, решен... да не. Сега, Господине Лукавски, Тарански, значи, дали се- зборуваме за факти. Немојте со За пароли. факти Секоја година зборуваме, за после факти. извежда, па Димовски, факти. Без ве молам решен само, спор за ве молам. името со Грција. Да не, Нема секоја година полноправно сме членство Добро, во вие, НАТО. Димовски, ве молам Без да не ја Преспански враќате договор дебатата нема постојано на НАТО. содржината на Мислам, Преспанскиот толку договор. едноставно. Меѓутоа, со оглед Ама на јас само тоа што одговарам на постојано ја да. враќа на тоа темата, дали сметате дека токму ваквата реторика во време на изборна кампања Ќе со биде вакви пораки катастрофална, ужасна, и лоша, со манипулативна за граѓаните. Како планирате да ги лажите граѓаните, да ги манипулирате, дека е можно да се укини Преспанскиот договор и ние да останеме земја членка на НАТО, тоа е национална катастрофа. Тоа е предавање на националните интереси. Ние имаме едногласна одлука, резолуција донесена од Собранието дека стратешка цел на оваа држава е членство во НАТО. И тоа го постигнавме. И главен предуслов за тоа е Преспанскиот договор. И ако вие сега сакате да го рушите Милошовски таму, дава сега некој... дозволете да не- Само да завршам, да заврши, завршам. што јас го прашав. Во Франкфурт Allgemeine Zeitung дава интервју и вика постојат начини да се укини, да се смени. Па катастрофа е тоа. Вие ќе излезете на граѓаните и им кажете дека не сакате во НАТО, дека ќе излеземе од НАТО. Се отвораат тука прашање за безбедносни аспекти на регионот. Кој е тој ако не НАТО што може нас да не гарантира безбедноста и сувереноста и интегритетот на нашата територија? Димовски, ова е Дали навистина имам прашање. минута и половина? Имате, премногу да, сериозни прашања за дневно политички, Жена, емотивно и Само манипулативно да да прашам, ги дали може користиме. ви сте од стил како дали, ама да не ме прекинува. Ама сега видете, Пошто него не вие го не се прекинав. шегуваете тука, само сакам да бидете сериозни, бидејќи Ајде, прашањето и риториката што вака ги отворите оди кон тоа дека ако ја добиете власта, што ќе правите со Преспанскиот договор? Да не одговарам први на Дане што забележи за кажа, ќе тоа. ви одговорам и на тоа прашање. Прво, значи, ВМРО ДПМН е во континуитет. За разлика од СДСМ има став дека на Македонија местото е во Европа и во НАТО. СДСМ до 94-5 година мислеше дека местото Добра, ни и е во сега вие Белград. вратете уште 30 години Ама назад. сега ако сум вишок на масава да станам Не, да се ама ве одим. молам, Ако бидете не- конкретни сега. Ако не ве молам, оставете ме да се искажам. Значи тоа е прва работа. Првиот момент
кога Москва ќе крене уши, овие комунисти од СДСМ ќе ја завртат страната натака. И тоа е по традиција и навика. И тука не треба лутење, заради тоа што обвинувањата кои што господин Талевски ги искажува на сметка на ВМРО ДПМН се малце пожестоки од тоа што јас сега го кажувам. Од аспект на Преспанскиот договор. Видете, тој е единствен меѓудржавен договор во светот во кој што се регулираат идентитетски прашања. Две држави. Добро, јас ве прашав друго. Не ве прашав за идентитетски прашања. Јас знам дека сте одличен дебатер. И постојано вашата поинта е во однос на идентитетските прашања. Јас ве прашав со каква реторика ќе настапите во време на изборната кампања. Дали ова ќе биде реториката дека не чини Преспанскиот договор и ако освоите власта, тој договор ќе треба на некој начин да се ревидира или да се поништи? Видете, ние нема да се лажеме. Нема да ги лажеме граѓаните, како што они ветуваат дека нема да се менува уставот и името во текот на претходната изборна кампања. Ние кажавме неколку пати, и господинот Мицковски посочи, и господинот Милошовски посочи, и јас ќе ви кажам. За да се смени уставот, потребно е двотретинско мнозинство и Бадинтерово мнозинство. Во историски услови, во следниот период, ако се создаде таква можност, да, ВМРО ДПМН смета дека ова име е наметнато и штетно за Република Македонија. Но, во овој момент, све што треба да направиме е да се посветиме што е можно побрзо, како што правиме за НАТО заедно, што е можно побрзо да ја завршиме патеката кон Европската Унија. Со оваков став дека ако се создадат услови се враќаме на почеток, нема да можеме да влеземе на агендата на Европската Унија. Многу е битно да бидете искрени со граѓаните. Не е подобро во избори да влезете дека го донеле Заев да го менува името, ајде мајката. Тоа беше кампањата на СДС. Па го смени и устав, и име, и презиме, и се. Многу е битно да бидете искрени. Значи, да пред се ви е патот кон ЕУ, а потоа ако се создадат услови. Што ви е приоритет? За да отидеме кон ЕУ, ние мора да книжиме брзи резултати во реформите, во правосудството, администрацијата и функционирањето на државата. Таму каде што се забелешките на Европската Унија. Не е точно дека блескаме и дека нема забелешки. Ама ние не го кажуваме да се го кажуваат. Да, во извештајот на Европската Унија, погледнете го делот за правосудство и за администрација. Ни за критики. Значи, ВМРО ДПМН тука се согласувате, очигледно дека за реформите се согласувате. До сега многу пати докажала дека е многу подобар работник од Социјалдемократскиот сојуз да ги заврши сите реформски процеси. Ќе видиме на избори. Така да, од тој аспект не се сомневајте, граѓаните треба да бидат спокојни, но велам, во адекватни историски услови сето ова очигледно дека за тема реформи. или за ова да ви кажам како е логички неконкурентно. Дека викате ќе одите по пат кој што го отвора напред Преспанскиот договор и првиот чекор наместо цврсто да застаниме позади тоа, да го втемелиме, вие викате не, ова е првата даска во мостот кој што треба да ја тргнеме. И понатаму се тоа пропаѓа. Значи Илија нема тука логичка консеквентност. Ние не можеме да бидеме дел од НАТО ако го немаме Преспанскиот договор. Ние не можеме да бидеме дел од одлучувањето на Европскиот совет за нова земја членка во Европската Унија ако го немаме Преспанскиот договор. Успехот во 2 години на нашата дипломатија од многу тешка ситуација со катастрофален имидж заради резултатите што ги покажа владата на ВМРО ДПМН. Заробена држава, урнисани институции, комплетно разрушување на демократијата, тепање на студенти. Не се тоа флоскули, тоа се реално факти кои се случуваја пред 2-3 години. Раскарани со реформите. Реформите треба да се Што со реформите заради тоа што меѓутоа видете, ќе почне изборна кампања. Нема време за работа. Што со реформите? Како ќе се интензивираат кога нема кажам, доволно изборната време заради кампања, кампањата? не е баш така. Изборната кампања не утре да почне. Се уште имаме неколку месеци. Она што ние мора да го направиме, следниот извештај на Европската Унија ќе излезе во април. Ние до тогаш ќе имаме и полноправна влада и техничка влада. Мора да се посветиме на заекнување и удвојување на реформите. Ние веќе имаме, тоа не му се допаѓа на Димовски, тоа е во ред, тоа е во опозиција, има право да биде критичен кон власта, имаме одлично досие. Одлично реформско досие имаме, како држава.
И тоа е успех на владата. Не е некогаш лошо да се прифати успехот иако сте од опозицијата, но тоа секогаш може да го подобриме, само да завршиме. Ние гласал законите двотретински. Така е, јас тоа го аплаудирам и го честитам. Значи тоа сега треба да го правиме уште повеќе заедно. Друга работа, што можеме да направиме? Ние добивме во изминатава година процес на скрининг. Што е тоа, да му објасниме на гледачите? Подготовка за скрининг, да бидеме поточни. Наши делегации со... Не е скрининг. Абе, добро, дозволи да оставиме да се докажам. Добро, еве, во Значи, пракса е наши како сакаш, делегации. кажи го следново се случуваше. Представници, не е технички тоа. Не, тоа е суштински процес. Значи, на граѓаните многу нема да им значи тоа. Не им значи, Битно е што работата. сега се фаќа за секоја една. Значи, со флоскули, со Значи тоа во пракса е. Објаснете што значи доти на некој сега не му е јасно што е структуриран диалог со Европската унија. Во секое поглавје, кои се нашите позиции, кои се стандардите на Европската унија. Ние уште сега ги имаме детектирано и мапирано следните чекори што треба да ги направиме. Каква ни е ситуацијата во транспорт, каква ни е ситуацијата во животна средина, каква ни е ситуацијата во економија, каква ни е ситуацијата во владење со право, во која сакате област. Веќе влеговме во диалог со Европската унија, ги знаеме нивните позиции, односно стандарди, знаеме кај сме ние. Не сме на тоа ниво, да бивме на тоа ниво, ге правевме муабе за полноправно членство во ЕУ. Но си ја знаеме, имаме планот за реформи, го имаме, за следни. До тој план треба да се држиме, да работиме, се согласувам, тука е необходен суштински диалог и консензус и да има соработка меѓу власта и опозицијата. Дека поддржаат двотретински закони од областа на поддржаат, тоа никој не го спори, баш напротив. Позитивно. Ова е една од најдобрите пристапи на власта предводена од премиерот Заев, што е толку толерантна, отворена и инклузивна за соработка со опозицијата. Меѓутоа, Димовски, со оглед на тоа што ни престои на вистина многу значаен период, од една страна изборна кампања, каде што вака ќе се судират и уште повеќе не знам до кај ќе стигнеме, и од друга страна треба да се работи. Една техничка влада, ако веќе сте заедно, треба заедно да работи. Како ќе ги решавате овие прашања? Покажавте конструктивност како опозиција, покажавте доблесност да гласате заедно, да преговарате за суштински прашања од областта на судството. Меѓутоа сега, кога ќе треба да се донесе законот за обвинителство и другите прашања, има ли воопшто можности за таква една соработка? Жене, Затоа што ќе бидете во изборна кампања во исто Ние време. не само на таа тема, на многу теми покажавме коректен однос кога станува збор стратешките определби на државата. И тука мислам дека и тоа може да го најдете во делот извештајот на Европската унија, Македонскиот парламент и начинот на кој што се воделе расправите за една серија од за двотретински закони е истакната како една од најпозитивните карактеристики. И тука се чувствуваме горди. Толку сме можеле да помогнеме, толку. Околу законот за јавно обвинителство немој да имате големи очекувања дека може да има некаков прогрес, заради тоа што во моментот СДСМ и владата мислат дека си ја завршиле работата, притискајќи го јавното обвинителство да постапува незаконско, како што е притиска Катица Јанева да постапува незаконски, но да не навлегуваме во тоа. Меѓутоа потребни се други реформи, да не ги спомена. Било да се екологија, транспорт, значи многу поглава образование. Јас не знам, размислувам додека господин Талевски зборуваше. Размислувам што реформи имаме направено во животна средина, а во буџетот на државата имаме само 4,7 милиони евра за било какви активности во заштита на животната средина. Да не подсетувам со какви ветувања дојдоа на власт. Образованието, навистина, не можам да сватам, заради тоа што минатата година милиарда денари за капитални инвестиции од образованието се вратија во буџетот, не се употреби. За здравството, се обидувам да бидам коректен и културен, да не употребувам лоши зборови, но мислам дека самите сте свесни каква е ситуацијата. Ако сакате во другите области... Да, меѓутоа како ќе работите заедно на реформите во техничка влада? А треба заедно да работите на реформите. И дури е можеби добро што ќе биде заедно тоа. Диалогот се одвива и сега, иако не секогаш што е на добро ниво со разбирање и така натака со прифаќање, но секогаш кога има начин да се разбереме, се обидуваме да го направиме тоа. Ресорите во кои што ВМРО ДПМН ќе има своји луѓе се внатрешни работи, министри труд и социјала и заменски министри во финанси, администрација и земјодели. Меѓутоа одговорноста ќе биде и ваша. Вие во мај не можете да ја кажете на СДСМ дека не сработило. Од сега па натаму заедно треба да работите. Што мислите?
Дали ние не сме чувствувале одговорност кога сме учествувале во носење на еден цел список на двотретински закони? Да, сме чувствувале, заради тоа што и ние сакаме граѓаните да се чувствуваат спокојно и да ја добијат надежта дека еден ден Македонија ќе биде стварно дел од европското семејство. Меѓутоа, во оваа студија и самиот лидер на вашата партија понуди соработка на владата на СДСМ во однос на реформски прашања за доближување кон Европската Унија. Да ви кажам конкретен пример. Дебатери се добри демагози, која ќе треба да се покаже. Вие бевте дебате. Значи, јас ги водев преговорите од страна на ВМРО ДПМН поврзани со спроведување на пописот. 2 месеци никој ме нема побарано за средба. Сега, како да ви кажам? Еве, личен пример ќе ви кажам. Значи, проблемите кои што ги имаме во државата, не можеме да ги питкнеме под тепих и да речеме Макрон е крив и да правиме цела кампања преку провладини медиуми против Макрон. Ништо не добива. Ама види сега, пак се ова некои манипулативни квалификации се прави кампања, никој не прави кампања. Месец дена, 2 месеци пак ќе треба да чукнеме на таа врата. Да, меѓутоа заедно ќе чукнете на таа врата. Мислите дека ние не разговараме со меѓународните партнери? Затоа што ако не лобирате заедно и не го правите тоа заедно, Јас разговарав со делегацијата од Исланд и пратив информација до Министерството за надвршни работи кога се очекува ратификацијата за членството во НАТО. Тука во делот што, значи, она што имаме лични обврски и одговорности спрема државните интереси, нема никаква дилема. Реплицирате за да повикам. Кампањата дека ВМРО треба да е црна овца, не, апсолутно. ВМРО ДПМН со бело јагне, не оди тоа се. Велам дека заедно треба нешто да се докажуваме и покажуваме со своите дела. Значи со зборови, како викаат, се talk is cheap. Вашите дела на претходната влада и тоа не знам во различни ситуации различни луѓе Тие сега не можам на сите да ви кажам што да зборите. Во различни ситуации различни луѓе од опозицијата кажуваат секакви работи, некои доста манипулативни, шпекулативни, невистини, не е баш така дека секогаш и секаде позитивно. Лобирате вие славевти, ваши беа симпатизери пред некој ден со коли, со знамиња, мислиме што се радувате? Дека условно има неуспех, дека патот кон ЕУ е сега делумно затворен. Значи, искажувате радост. Не носи Заев донесе овде сите на добар пат и на вистински пат. Понатаму се денеска јас ова не се мои зборови. Погледнете ги светските медиуми, EU Observer, Politico, викаат ако се вратат претходните на власт, оваа држава нема иднина. Значи, тоа не е само наша констатација, многу широко споделена. Треба вие да се погледнете и да видите колку сте успеале како партија да се трансформирате, да создадете и нови политики, и нов имидж за себе, и една нова визија како да одиме. Имате од наша страна, знаете, секогаш отворена рака. За соработка, за имаме ни инклузивен пристап. Очекувате ли тоа да биде ефикасна соработка? За некои прашања да, за некои не. За СЈО е многу тешко ако цело време се бара начин да се добие скриена амнестија, ако се бара начин предметите од СЈО да се фрлат во корпа и да нема за нив иднина, нема, тоа е недозволиво и нема да има. Меѓутоа прашањето за борбата против корупцијата, одговорноста на политичарите. Да почнем, тоа апсолутно мора да има, мислам, тоа е златно правило кое верувам дека конечно со нашето политичко поведение се покажа дека никој не е над законот, секој што го повредил законот треба да одговара. Нема скриена амнестија, нема амнестија повеќе во политиката за политичарите кога го прекршат законот. Секој ќе носи законски последици. За ова само што спомна, за екологијата дека ништо не е направено. Намалување на ДДВ на парно. Овозможување на полесен приклучок на граѓаните и конечно мерката со давање на инвертори во трите најзаградени ова. Значи, како да ти кажам, мисловна именка е вашите претходни политики во однос на тоа што сега се спроведува и во други области. Се согласувам со Луперска дека многу рано ги почнавме овие дискусии што многу повеќе наликуваат на една предизборна риторика. Да, за жал, граѓаните вака можат само да се разочараат во однос на тоа како до мај всушност вие нешто заедно ќе направите. Прво и основно мора некои ground rules, основни правила да поставиме. Ширење на шпекулации, манипулација на луѓето со некои тврдења кои очигледно дека нема допир со реалноста. Добро, меѓутоа го објаснивме процесот. Имаме технички подготовка. Ќе ве прекинеме двајцата пауза за реклами и одиме во завршница на оваа дебата која навистина се разжести.
Што понатаму е основното прашање кое се поставува по она што се случи во Брисел и колку е можно нешто да биде сменето. Меѓутоа, коментарите одеа и во една друга насока, читајќи ги меѓународните новинари, односно колеги. Дали ова значи дека сега ја ставаме Македонија во можност да навлезе кинескиот економски империализам, затоа што знаеме дека Кина стратегијата е преку економски инфраструктурно да влегува во регионот Србија, Македонија, Унгарија и понатаму. Дали тоа не втурнува во рацете на Русија и слично? Затоа што од друга страна, ако повторно се навратам на реториката што ја употреби Макрон, велејќи дека и јас верувам дека отварањето преговори со Северна Македонија, не и со Албанија, ќе беше многу лошо за регионот. Мислам дека тоа би било смртоносна политичка грешка, ќе сведочевме политички, економски и социјални немири во Албанија. Значи тој го доведе и прашањето ако се донесеше одлука и така се оправдуваше. Зборувам дека целата реторика што тој ја употреби не влева надеж дека дури во мај нешто би се сменило. Така. Тоа и го зборевме на паузата. Не е добро да создаваме повторно големи надежи кај граѓаните, заради тоа што до мај не може да се отвори прашањето, а во мај каква ќе биде одлуката да видиме, заради тоа што, знаете, мене ми смета, не тоа и во најавата, не сега да го искоментирам, грешната одлука во Брисел. Нема грешни одлуки. Меѓутоа, јас кажувам тоа што го кажуваат Туски и Јункер. Од денеска повторно така изјавија. Само сакам да ви кажам дека ние кажуваме факти. Јас се сомневам дека господинот Макрон станал на лева нога утрото и ја донел така одлуката. Франција е сериозна држава со долгогодишна традиција, очигледно нешто недостасува во нашата комуникација со нив, нешто фали, дали се забелешки за реформи, за стандарди, судство, стратешки правци и така натака, и тоа длабоко треба да се проанализира, не само од владата, туку од сите релевантни субјекти. Заради тоа што во таа изјава што ја читате, ако продолжите надоле, тој дури го поставува прашањето дали воопшто некогаш ќе се започне процесот на преговарање со Европската унија. Да не ме сватите погрешно. Таквата позиција на Франција не е нова од овој месец, не е нова од овие 6 месеци. Може господин Талевски да се луди колку сака, но тоа го знаевме сите. Од тој аспект. Меѓутоа само да ви го цитирам Макрон, тој не се повикува на нашите процеси, туку веле нам ни треба напредок во нашите процеси. Па дури тогаш ќе можеме да отпочнеме разговори со нив, ама некако досега како што е вообичаено, бидејќи тоа веќе нема крајно ова тврдење дека одлуката само да ја докажам мислата, извинете. Значи, но во истата таа изјава Макрон воопшто не отвара простор дека некогаш ќе почнеме преговори. Тоа не значи дека ние треба да се откажеме од оваа патека и тоа не значи дека не треба да ги спроведуваме реформите. Да, меѓутоа Макрон цело време вели ние мора да бидеме поефикасни и наместо прашалници да им дадеме нешто што ќе влие врз нивното подобро живење. Може сега да кажам нешто апсолутно е манипулативно одлуката на, и се согласувам апсолутно, да Франција е едно од земјите основачки на Европската унија, членка на Совет на безбедност, повторно да кажам, голем партнер, голем пријател, апсолутно важен како наш сојузник, следен близок сојузник во НАТО. Но манипулативно е да се тврди дека искажаното, вие го потенцирате тоа неколку пати, искажаните резерви се однесуваат, се врзани со нашата ситуација и степенот на постигнати реформи. Тој цело време реферира на процесот на проширување. И затоа ние викаме, и тоа зборовите дека историска грешка се на председателот на Европската комисија Јункер. И денеска повторени и потврдени од многу други. Од германскиот министер, например, за економија и многу други. И веќе го цитирам, тоа е сериозна грешка затоа што ги погодувате двете држави во срцата и создава впечаток дека кога давате ветување, не можеме тоа да избегаме дека е констатација на многу лидери во Европската унија и дека ние сме жртвата на таа грешка. Тоа треба да го прифатиме дека како такво. Се што беше, се што сеете слушам, дозволи ја да завршам. Се што беше до нас да завршиме и да направиме, ние исполнивме. Натаму треба да ги одржуваме и тука се согласуваме. И лидерите, кога има сега лидерска средба ке председател Пендаровски, се извинувам, лапсус, се согласија, едногласно, со консензус, дека остануваме на тие патеки. Ама тоа не е само вербално. Да кажуваме дека е добро, дека гласачите и народот сака да го слушне тоа. Тоа сега треба да се покаже на пракса. Да го задржиме ова ниво на реформи, и ако можеме да го удвоиме, работејќи заедно власт опозиција. Но мора да сватиме, да не создаваме, да не шириме
да не даваме квалификации лажни, да не шириме манипулации, да не ги подлажуваме граѓаните, дека тоа нешто ние дополнително требало да направиме или перформансите не биле слаби. Во овој случај тоа не е точно. Направивме се што требаше. Во подобра ситуација и посилни аргументи не сме имале. Сега е наша задача да ги одржиме, да се одржиме на ова ниво и да бидеме уште подобри. Но кога ќе продолжиме понатаму, зависи од дискусијата која е неопходно Европската унија, земјите членки и новата Европска комисија да ја имаат меѓу себе. Не е точно дека е ова став зна Европската унија. Повторно кажав, политиката на проширување останува иста. Сега за сега. Она што беше кажано во Солун во 2003 перспективата останува иста. Процесот на проширување. Дали и каква промена ќе има на методологијата, на процесот, на рамката на проширување, допрва треба да се види. Треба да ја следиме таа дискусија, ама нашата домашна задача да си ја завршуваме добро како и досега што беше. Видете сега. Прво, не сакам да навлегувам, не знам зошто имате дилема дали ВМРО-ДПМН учествува, тоа е евидентирано. Добро, тоа веќе и го апсолвиравме, рековте дека ќе учествувате. Но малце ми е проблематично во ситуација кога господинот Талевски на почеток на емисија тврди дека ние се враќаме на старите патеки, а сега вели лидерите на партиите седнаа кај председателот, се договорија, се усогласија едногласно. Тоа е две спротивни крајности. Да расчистиме и да оставиме таа дебата дали ВМРО-ДПМН. Значи, дали ќе се реформирате или бидете пројци? Не се Пошто за неколку прашања тој кажа дека вие преговаравте за клучни закони со 2/3, тоа го призна како доблесно, од друга страна на што мислите, појасните? А од друга страна критикуваше дека не сте се реформирале. Значи, Талевски на почетокот на емисијата збореше за тоа колку ВМРО-ДПМН ја тегне Македонија на друга страна и така натака, и за сега на крај на емисијата да каже дека заедно седнале лидерите и се согласиле дека ќе продолжат сите реформи кои што се потребни со согласност на сите. Добро, и вашиот лидер на партијата тој го кажа. Да, само сакав да го констатирам. Тоа манипулативно однесување за кое што ние сме обвинети, а господинот Талевски не успева во рамки на една емисија да задржи еден континуитет на тврдење. Од друг аспект, ние треба да бидеме свесни, тоа што најмногу ги нервира колегите од Социјалдемократскиот сојуз, дека целокупниот генерален пристап на нашата надворешна политика доживеа порас од аспект на преголемите постапки кои што ги направивме, а не го добивме за возврат она што и владата мислеше дека треба да го добие за возврат. Реформите дали течат или не течат во државата, еве да не судиме, ние. Не, добро би било ако течат кога ќе бидете во техничка влада заедно, па да ги направите ама тоа е во сред кампања. И тоа е дилемата. Тоа ќе биде прилично проблематично. И ќе сакате нешто да сработите и вие се пофаливте дека сте работници, меѓутоа прашањето е дали воопшто ќе сака некој да работи во време кога е политичка кампања и ќе се напаѓате едни со други. Таа влада ќе биде само 100 дена. До изборот на таа влада, ние предложивме таа влада оваа недела да се избере, за да се скратат роковите, ние предложивме сега да се избере таа влада, но сакам да предупредам дека до избор на таа влада има исто така 70-75 дена, ако не се лажам, околу 70 дена, така да практично пола е периодот. Ова актуелна влада, која што практично сега политички е и во оставка, треба да продолжи со она што недостасува во смисла на реформи. Доколку тие мислат дека ние блескаме и дека сме ги исполниле сите реформи, тогаш не треба ништо да се ангажираат, треба само да одат да чекаат да дојде мај. Но не е така. 100 пати ме прашавте дали ќе бидете посветени на реформите, да ќе бидеме посветени жени на реформите, но самото прашање ваше дава одговор на дилемата дали Македонија ги исполнила сите стандарди. Може да моите 2 минути за завршница. Да, очигледно порано почнавме со кампањата и ќе треба тајмер да почнеме да ставаме на дебатите. Јас мислам дека овој пат со време сум после од господинот Талевски. Не е така. Толку монолози имаше не знам кој е после. Јас бидејќи зборувам со факти ќе ви измерам и ќе ви кажам дека сте тука негде. Може се повторно да уште сака да зборувам. Нема крај со политичариве, повелете. Значи не е точно да направите. Не е точно, може и треба. Повелете. Може и треба. Супер би било. Факт, добра идеја. Добра, еве фала за сугестијата. Добра идеја за следните. Апсолутно е нелогично да кажете дека македонската дипломатија доживува пораз во годините кога се реализира
една од двете. Ние имаме две стратешки цели да постигнеме во надворешната политика. Значи, конечно ние постигнуваме една стратешка цел, членство во НАТО, и вие викате државата да доживува пораз. Како е тоа логички, кохерентно? Значи, добиваме, не те прашувам, ти кажувам дека тоа што го кажуваш на почетокот, дека македонската дипломатија имала добиено пораз, а ние стануваме земја членка на НАТО, а имаме аспирации и се трудиме од 93 година да го постигнеме тоа е логички не споиво едно со друго. Затворени сите отворени прашања кои ги имаме со соседите. Придонесуваме кон регионалната соработка многу активно, исклучително активно, и направивме се што може од наша страна за да ја затвориме приказката за Европскиот сон, да се реализира, да се отворат преговорите со ЕУ. Зошто не добивме таква одлука не зависи од нас. Тоа беше одлука на да не ги повторуваме. Истите разговори од преска. Нема да дојдете на власт, господин Недимовски, затоа што не сте спремни. Не сте спремни да бидете добра, одговорна, честна, посветена влада. Вистинскиот ќе го кажат граѓаните, ама граѓаните знаат дека во изминативе 2,5 години каде бевме? Во заробена држава, уништени медиуми, страховлада, урнисани безбедносни институции, економија на колена. Кога дојде владата и премиерот Заев, имавме минус 1,8%, значи ние бевме во рецесија. Фактички, сега ќе имаме 4, не цветаме, имаме 4% раст. Значи не споиво е тоа. Минималната плата се крева. Вие во ваше време беше 9.000 денари, сега е 14.000, ќе расте уште повеќе. Секој месец просечната плата расте од месец во месец. За 300%, 3 пати е зголемена социјалната заштита. Значи можам вака уште многу очигледно почна кампањата да ви затоа што набројувам и граѓаните знаат дека тоа е вистинскиот пат и на тој вистински пат ќе донесат одлука да продолжи и премиерот Заев и оваа влада. А вие се уште не сте спремни. Се уште сте во истиот филм, со истите луѓе, со истите приоритети како што бевте пред 3 години. Мене ми е жал, ама ви треба очигледно повеќе време. Благодарам за советите. Да, еве јас едно вака финално како господин Талевски, благодарам за советите. Не ни се неопходни од Социјалдемократскиот сојуз, со да сме дојде на избори минатиот пат, вети дека ќе внесе Македонија во ЕУ и во НАТО. За 2 години толку постигнавме, 10 години уништувавте државата. За 2 години толку постигнавме, членство во НАТО и предпорти на ЕУ. Ајде сега може да се кажете. Ветивте дека ќе внесете државата во ЕУ и во НАТО без да го смените уставното име и без да го чепкате македонскиот национален идентитет. Колку тоа што е направено знаат граѓаните. Но не се. Во ситуација кога имаме економска катастрофа во државата, реализација на капитални расходи 28%, во ситуација кога нема никакви инвестиции во образование, во здравство, во животна средина, во водоводи, канализации, во ситуација кога се запрени сите инфраструктурни проекти, не мислам дека треба таков оптимизам да ширите. Подобро е за вас, за да ја согледате реалната состојба. Имам впечаток дека многу брзо дојдовте во ситуација да имате розови наочари и да не гледате како граѓаните живеат надвор од оваа ситуација. Да не зборуваме за крупни скандали и афери кои што стана неразрешени, гледаме дека министрите се заштитени, генералниот секретар на влада, градоначалници и така натаму од било какво гонење. Македонија во моментот, граѓаните на Македонија имаат најниска доверба во функционирање на државата и на правосудниот систем, никогаш пониска, тоа сте ги гледале вие тие анализи и анкети. Така да, представата дека ние блескаме и дека све е решено во државата, ама таму некој Макрон станал на лева нога, воопшто не помага за државата. Треба да се седне, да се размисли сериозно, се најдат луѓе што знаат да работат и што сакаат да работат и да се проанализираат сите причини. Доволно беше целиот изблик на негативни емоции спрема Франција. Ама вие го цело време го потенцирате тоа. Ја немам слушнато во нашиот дискурс, ја 3 пати овде повторував дека стварно сме партнери. Зошто имате потреба сега да го внесувате тоа во јавниот дискурс? Едни такви спекулации треба да тропнеме на таа врата, господине Дане Талевски. Внесувате шпекулации и невистини. Нема негативен одбор. Председателот Пендаровски кажа дека ни се добар партнер.
и сојузник. Заев го кажа тоа, ја го повторувам, вие сте единствен кој што ја храните тезата дека некој таму создава Меѓутоа, добро, негативни. ако новинарски гледано, сите коментари, поголемиот број од коментарите од меѓународните весници беше дека е во контекст дека Макрон го направи тоа што го направи, дека е направена грешка, дека одбивањето да се отворат преговорите оценето како товар врз рамената на оние кои однатре го водат двете држави кон неу, како помош можеби на оние кои се обидуваат да го привлечат кон Русија, тоа веќе ви го кажав. Значи имаше критика факт на Макрон и на неговата одлука, затоа што беше на некој начин, да не кажам шокантна, меѓутоа неочекувана. Како неочекувана, ние разговаравме. Меѓутоа, сите сигнали беа во тој правец, имаше интервјуа кои што одеа во тој правец. Зборувам за мислењето на повеќето земји членки на Унијата и на шефовите на држави. Многу јасни сигнали имаше во Република. Наброивте. Меѓутоа, ова е крај на дебатата. Очигледно дека во наредниот период ние ќе имаме вакви дебати кои не одговараат сосема на прашањата кои ние новинарите ги поставуваме, затоа што вие ќе терате во контекст на она што сакате да го кажете и двете страни во една изборна кампања. Меѓутоа, како заклучок, најдобро е барем нешто да се утврди, да се промени и да се придвижи напред, доколку сакаме и во мај да се најдеме на агендата на шефовите на држави од Европската Унија. Благодарам за оваа дебата која на моменти на вистина беше жестока. Останете со програмите на Телма. Благодариме. Благодариме.